Замената на стариот кров со нов во основното училиште Христо Узунов во Охрид наместо решение донесе нов проблем за учениците. Револтирани родители кои сакаат да останат анонимни информираат дека азбестните плочи од кровот наместо уредно да се отстрануваат се кршат и фрлаат во дворот, каде секојдневно поминуваат и посетуваат настава околу 1100 деца. Запознаени со штетата која може да ја предизвика азбестот, тие до нашата редакција испратија допис со фотографии кои докажуваат дека таблите се фрлаат директно во дворот и така стојат по неколку дена. Ваквите фотографии ги доставиле и до општината, директорката на училиштето, но и до санитарниот инспекторат и најавуваат дека доколку во најбрз можен рок не се превземат мерки, тие своите деца нема да ги пуштат на училиште. За опасноста на материјата која е во непосредна близина на малолетниците, информираат и лекарите. Доктор Даниела Чингова вели: азбестот е канцероген кој што може да предизвика азбестоза, но многу често преминува и во карцином на белите дробови. Интересно е тоа што во моментот на изложување на организмот на азбестот не се случува некоја клиничка слика, значи не се јавуваат симптоми да знаеме дека нешто ни се случило како резултат на експозиција на азбестот, туку сето тоа се случува после еден подолг период на инкубација, да речеме, може да помине дури 20 години па и повеќе од моментот на експозиција на азбест до појава на клиничките симптоми. Ракувањето со азбестот е дефинирано од Министерството за животна средина. Правилникот дефинира и точно одредени правила за тоа како овие производи треба да се транспортираат, пакуваат и отстрануваат од градбите, што не е пракса во случајов. Многу е важно, значи, прво да се наводени површината и потоа азбестните плочи да се отстрануваат цели. Значи да не се кршат, да не се влечат, бидејќи со тоа кршење и влечење всушност настанува моментот кога азбестните влакна се кршат, се делат азбестните плочи и се летат на сите страни тие азбестни влакна и нормално со вдишување доаѓаат до нашиот организам. Во меѓувреме, од општина Охрид потврдуваат дека изведувачот погрешно ги изведувал зафатите, но тврдат дека добило помена, а со цел да се запазат правилата, утре на објектот ќе се врши дополнителен надзор. Веднаш по започнувањето на зафатите, изведувачот е опоменат азбестните табли да не се фрлаат и кршат, туку да се тргнат од кровот и со помош на механизација да се товарат во камиони и да се одложат на безбедно место. Таблите се демонтираат за викенд, кога во училиштето не се изведува настава, велат од општина Охрид. Реакциите на родителите стигнале до санитарниот инспекторатот, каде информираат дека внимателно ќе ги разгледаат претставките, но не откриваат како ќе постапат понатаму. Инаку во тек е промена на покривната конструкција на уште 2 училишни објекти во градот, кои исто така имаат азбестен покрив. За оваа намена во годишната програма за образование на општина Охрид се предвидени околу 4 милиони денари.